Србија. Навидум држава која што е многу слична со нас, што во поглед од политички аспект, културолошки аспект, па сепак не за џабе сме биле 45 години заедно во една иста држава. Јазикот ни е сличен, навиките некои и тоа чувство на патриотизам, може да кажам, ние тука некаде, ама сепак во моментот се разликуваме и мислам дека откако ќе позборуваме за како еден режим под водство на Александар Вучич во моментот во Србија владее, Македонија е многу подобро место за живење, но за тоа може после да направиме муабет. Сакав пред да го започнеме овој муабет да навлезам и да опфатам што поточно се случува таму. Ќе идам по принципот да објаснам ситуацијата пред и во Корона Times. Инаку не се мислев дали вака да започнам и малце бев за и против во главата и со разговор со вас пред епизодава дали вака започнам, но сепак ќе почнам. Мене најинтересна ситуација и најинтересен факт ми е самата биографија на Александар Вучич. Каде е тој пред 20 години, каде е сега, кај ќе биде во иднина и би започнал уште самиот почеток. Може би за некој нема да се види ова интересно или важно за целава дискусија, ама сметам дека е добар вовед во она што ќе озборуваме и како тој доаѓа до овој стадиум на кој што е денес. Имено тој во политиката влегува во 93 година како член на Српската радикална партија под водство на Војислав Шешел. За оние кои што не знаат, идеологијата на оваа партија тогаш па и сега е силен национализам, крајна десница и голем евроскептицизам. Од 1998 до 2000 година Вучич е министер во владата на Милошевиќ, министер за информирање и мислам дека кој би го слушал овој подкаст со самото спомнување на името на Милошевиќ, неминовно е да се помисли на петооктомвриската револуција и што се претходеше на тоа, така што нема да се задржам да објаснувам уште повеќе, но Вучич е во таа негова последна влада и е министер за информирање. После тоа, после целите демократски промени во државата, тој е во опозиција се до 2008 година, кога заедно со Тома Николич, кој подоцна и станува председател на самата држава, ја формираат Српската напредна странка или скратено СНС со за мене еден од најголемите преокрети, преобраќања во идеолошка смисла во политиката, барем во последните 30 години, каде што Вучич прераснал од еден националист и радикал во прогресивец, про-ЕУ и го зазема тој некој центар на политичка, на идеолошката скала. Што порано тој бил крајна десница. Сега, зашто ова е интересно? Интересно е дека од овој момент Вучич успева најпрво во 2012 да победи на изборите во Србија, да формира коалиција со Социјалистичката партија на Србија под водство на Ивица Дачич, каде што најпрво Вучич е прв председател на владата, а после во 2014 година станува и председател на самата влада на Србија, за 2017 да се кандидира и за председател на државата и да победи на тие избори со убедлив број на гласови, вкупно 56% од гласовите во првиот круг. Сега, зашто ова е интересно и каква врска ова има со ова што ќе збориме? Тоа е дека во моментот
Србија нема една единствена опозицијска партија која што може да и се спротивстави на Српската напредна странка. И самата, ако не знаете, позицијата на председател во Србија е слична како и кај нас. Повеќе церемонијална функција, каде што да, тие се врховни команданти на војската, но нема некое големо влијание врз повеќе врз политиките во самата држава. Сега, зошто Вучич се одлучува на овој чекор во момент каде што тој има мнозинство во државата, во парламентот и во голем број од градовите. Во 2014 на изборите тој освојува дури 128 пратенички места од 250, што на 2 години подоцна таа бројка се намалува за 35. И самиот начин на кој што српскиот политички систем е поставен, го има возможува на опозицијските партии да влезат во самото собрание. Сега, проблемот за нив е што немаат една единствена партија. Тоа го споменав преска. И дури 4 партии освојуваат, 2 освојуваат по 13, 2 по 16 пратенички места. За Вучич да ја стабилизира таа негова моќ, бидејќи е реално најпопуларен политичар во државата, се кандидира за председател и во 2017 тој со убедливо мнозинство 56% победил. Ова е пред да се закажат изборите во 2020. Изборите треба да бидат на 26 април. Измеѓу победата на Вучич од 2017 до сега, тој ја поставува Ана Брнабик за председател на владата, прв open gay председател на влада во Србија и на тој начин ја представува неговата власт и неговата партија како една прогресивна партија во очите на самиот западен свет. Што е интересно тука е дека, како што ќе видиме и после, тој сепак ќе има контролата врз држава. И како председател, тој е се уште председател на самата политичка партија, што, например, кај нас тоа не е случај, и има самата контрола врз власта. Уште по-интересен факт е што голем дел на опозицијските политички партии, кои не се под контрола на самата власт, еве сега малце конспирација, али верувам во ова што го зборам, но тие што не се под контрола на власта, се одлучија да ги бойкотираат овие избори. Имено, после големиот број на протести минатата година во Србија и после големиот број на контроверзни и решенија и настани кои се случија во самата држава, опозицијските партии влегуваат во така наречен сојуз, каде што буквално имаме крајна десница во Двери, кои што се националисти, се здружуваат со левичари и со центристи за Вучич да не биде председател. Вучич да не биде и СНС да не бидат на власт. И сега малце коронава ќе дополнително замеша работа, ама има е некој бекграунд за тоа каква е ситуацијата во Србија. Да резимирам, Вучич има апсолутно целата моќ во државата, има мнозинство и во собранието, е председател на државата и Српската напредна странка ги има голем број од градоначалничките места во самата држава. Што се случува во време на корона? И сега, пред да почнам ја да раскажувам, мислам дека најубаво ќе биде или сега да стопирате, или после од кога ќе ни изгледате и ни слушате, да одите на YouTube, да напишете 24 минути со Зоран Кесич и убаво ем ќе се изнасмеете, ем ќе дознаете уште подобро и ќе добиете некој подобар контекст за тоа што се случува во државата. Мене лично Зоран Кесич е еден од најелоквентните и најсмешните луѓе на Балканот, па и во Европа,
кој што на еден сатиричен начин ги објаснува сите овие појави. Ја малце морам да признам кога се спремав за епизодата, од него крадев идеи, па така би почнал со ова дека Корона и Србија идат од три чина. Прво имаме комедија, драма и сега сме у фазата на хорор. После тоа кој знае. Комедијата започнува со излегување со пресконференција на 26 февруари 2020 година, каде што на пресконференцијата одржана во председателството во Србија, известен доктор Несторовиќ, кој мисля дека сега веќе стана познат не само во Србија, туку и кај нас го знаеме, дава изјава дека коронавирусот или COVID-19 е најсмешен вирус кој постои и дека е само на Facebook. Вучич е во позадина, нема сега да ја опуштам, може да идете да го гледате, ама Вучич е во позадина и се утепува од смеј. И славно Несторовиќ завршува пресконференцијата со тоа што им препорачува на сите жени сега, кога е време, кога никој не оди во Италија, специфично во Милано, да одат и да пазаруваат, да одат во шопинг. Сега, тоа е првиот акт од цела ова театарска представа. Вториот акт е драмата. Имено, не цели 20 дена после ова изјава, Вучич повторно излева на пресконференција. Овој пат со сите исти доктори без доктор Несторовиќ. Изјавата ја имате на YouTube, може да ја погледате, ама делот кај што мене најинтересен ми е кога Вучич со солзи во очите почна да раскажува колку само ги сака постарите лица, колку е благодарен за се што они направиле во историјата на Србија и ги кажува мерките кои следуваат и најавува и прогласува вонредно состојба. Тој ја започна пресконференцијата дека е противникот со кој во моментот се соочува и Србија и целиот свет е невидлив и е како никој друг во историјата на човештвото. Мерката инаку која е најзабележителна и најстрога, барем во тој момент во самиот Балкан е таа дека се воведува 24-часовен политички саат, тоест политички час за лица постари 67 години. Значи, ве сакам, ама не смеете да излегувате воопшто. Значи, почнавме од најсмешен вирус, сега сме на драма, кај што ова е невидлив противник со кој што никогаш не сме соочили. Следно е хорор. Овој дел започнува на 29 март, каде што Вучич излева на интервју на ТВ1 и зборува дека ако треба, тој ќе воведе 24-часовен и е за 24-часовен полициски час, бидејќи луѓето не се придржуваат кон мерките, играат кошарка у парк, ги реди работите. И само 2 дена после тоа, владата на Србија донесува закон за забрана на информирање на медиумите за коронавирусот, освен за штабот, за кризниот штаб кој е предводен од самата премиерка Ана Брнаbić. Со ова јас, мала дегресија, дефинитивно е еден од поголемите глупости направени во цела ова корона збрка у која целиот свет се случува. Не и се, но само ден после тоа, новинарка од Војводина, Ана Лалич, е задржана во полиција за 48 сати, бидејќи излева со статија за недостаток на опрема на клиничкиот центар во Војводина. И не знам за вас, ама ова е уште една потврда за тоа каков режим постои во Србија,
и дека и ова не е првиот случај. Можам да набројам уште милион други пред корона. Ова е најсвежиот случај, мислам дека ќе се повторува со години и години таму, се додека Вучич и СНС е на власт. Не и се, на само еден ден после тоа, Ана Брнаbić после... Знаеш, најинтересното од целава ситуација е дека ги има насекаде. И Вучич е секојдневно на пресконференции, па после ќе се појави на некој интервју. Брнаbić исто. Знаеш, кај нас бар Филипче ќе си излезе, ќе си каже што треба, као министер за здравство и треба да излезе. У Србија не знаат кој им е министер за здравство. У Србија го гледаат Вучич 24/7, Брнаbić ќе излезе ту и тамо да се покаже дека имаат и премиерка, ама министерот за здравство нигде го нема. Златибор Лончар нигде го нема. Ја го знам дека Кесич го зафркава нон-стоп. Инаку не би знаел ни ја. Ама, што сакав да кажам? Само еден ден после случајот со новинарката, Ана Брнаbić иде на РТС и кажува дека со големо жалење и после голема дебата со председателот на државата или шефот, како што таа го нарекува во тоа интервју, владата на Србија одлучува да го повлече овој закон, иако таа се уште верува дека е вистинскиот закон за да се донесе, но еве шефот рекол и мора така да се деси, па законот се укина. Да, малце само да се внесам во дискусија. Колку е само евидентно, колку се гледа дека за Србија уствари станува збор за автократски режим, дека владата го има тоа чувство да се прикажи себе си како дека таа е Министерството за вистина. Дека само податоците од владата се точни, дека никој не треба да збора, ништо за тоа поврзано, да не се шпекулира под наводници, дека владата е единствениот субјект кој ја кажува вистината. Тоа не е само за Србија, во многу други автократски режими. Тоа се прави и е многу штетно. Тоа не сме никако да се дозволи, добро што се тргна овој закон. И е многу битно да се укаже улогата без разлика за каква ситуација, за епидемија, пандемија. Многу е битно да се слушнат и други субјекти, затоа што самата поинта на слободата на говор е да се стави под знак прашалник тоа што ќе го каже владата. И мора се дај простор на новинари и други субјекти да запрашат владата и да клат некогаш, треба според мене и секогаш на браникот на одбрана, да се бранат. Да, овде дефинитивно битен надополнил Димитар, односно мерките се дотолку ефективни колку што нели се почитуваат од страна на граѓаните. За да имаме ние почитување на мерки, пред се е потребно да има доверба во самите институции кои ги спроведуваат тие мерки. Но новинарите, бидејќи тие се едни од нели категоријата што е исклучена од полицијскиот час, односно тие може да се движат и додека трае полицијскиот час, тие се должни на нас како граѓани да не информираат што се случува. Овде особено посебна важност треба акцент да се стави на истражувачкото новинарство, кој што барем во овој регион не е доволно застапено, но во вакви услови кога власта има енормно концентрирана моќ, дотолку е поважно граѓаните да бидат информирани, но сепак овде се случуваме и со нели оние фейк ньюс кои што се шират, но тоа е сепак нели посебна дебата која што се има во новинарските кругови. Да, ја би само после ова прашање со кое што би сакал да ја развивам дискусијата околу Србија, дали мислите дека почитав изјава на еден од опозицијските политичари кој што мислам дека Борко Стефановиќ беше, лидер на левица Србија, дали мислите, тој вели дека ова ќе му се одбие од глава на Вучич, дали според вас мислите дека има некој backlash се во ова, поготово последното нешто, каде што гледаме реално дека слободата на медиумите е непостоечка? Не само на Вучич, току буквално во наредниот период влади ќе паѓаат и ќе се раѓаат само врз основа на нивната ефективност во справување со коронавирусот.
Онаа власт и онаа влада, оној модел кој што на власт кој што ќе се покаже како ефективен во справување со коронавирусот, тоа е дефинитивно моделот кој што понатаму ќе победува на избори. Поентата мислам најтеоретски идеално би било модел кој што истовремено ги гарантира човековите права, но истовремено ги води сметка за општото добро и го спречува ширењето на пандемијата. Но оно што се заблежува денес, особено со регресијата на глобализацијата и со големиот регионализам, имаме појава на авторитарни режими кои што се прикажуваат како поефективни во справување со епидемијата, иако не е баш така секој случај во реалноста, малку е покомплицирано, така што во периодот после короната, кога ќе стигне ситуацијата и кога повторно ќе се организираат избори во различни држави, владите ќе паѓаат и ќе се создаваат, односно парламентарните состави ќе бидат такви да го рефлектираат желбата на народот за оној модел кој што најмногу може да се справи во состава на криза, затоа што ова не е прва пандемија, нема да биде ни последна. Екзистенцијалниот проблем на глобалното затоплување дополнително ќе ги зголемува ефектите, така што и научниците тврдат дека и понатаму следат полоши пандемии, така што останува пак да видиме после короната. Односно тоа дали би му се удариле сите овие работи врз главата на Вучич, би спомнал дека сигурно граѓаните на Србија се загрижени за слободата на медиумите, односно на немањето на слобода на медиуми во Србија, но мислам дека во овој период, во екот на пандемијата, мислам дека тие работи барем дека му се ставени во втор план. И каква ќе биде днината на режимот на Вучич, мислам дека најмногу зависи од тоа како ќе се справи со короната. Гледам дека доста држави во Европа, а и во светот, многу му расти рейтингот на владите. Валјда е тоа една слика на како се справуваат со короната, но има една слика, барем јас таа слика ја гледам, дека народот почнува да се здружува зад владата со цел да го порази овој невидлив непријател. И не знам, тешка да се каже и днината и судбината на Александар Вучич. Мислам дека многу зависи од тоа како ќе се справи со коронавирусот. Да, на 31 март парламентот во Унгарија му даде